денешната главна расправа, ние адвокатите бевме едногласни во тоа дека треба да ја напуштиме главната расправа и тоа поради повеќе причини. Прво, во самиот почеток на главната расправа не се овозможи да присуствуваат членовите од почетното семејство на обвинетите. Иако за ова нешто имаме ветување од првата главна расправа, тоа нешто не е реализирано од страна на Судскиот совет. Покрај тоа нема никакви предуслови. Ние сме практично во неможна состојба да контактираме со самите обвинети, наши клиенти, во тек на расправата, бидејќи физички не се до нас, а тоа нешто е неопходно согласно одредбите на новиот закон за кривична постапка. Значи, бранителот и неговиот клиент, обвинетиот треба да седат еден до друг, што физички навистина не можеше да се реализира. Практично јас од тие 10 клиенти мои не можам практично и визуелно да знам кој каде седи од големата гужва. Покрај тоа не им е возможно и да имат едноставно клупа каде што ќе може да фаќаат или прибелешки, ако се има предвид дека ќе следат транскрипти посебна, а и со сведоците веќе започна главната расправа, па од тие причини ние сметаме дека се додека не се исполнат овие предуслови, дека не треба да присуствуваме на главната расправа. За закон ли ваквите условите и браковните рочишта сепак се одржаат? Не е точно дека беа вакви условите. Ние одржавме главна расправа во просторијата на Врховниот суд, која е навистина за овакви обемни и комплексни предмети, посебно за ваков предмет. Меѓутоа не знам од кои причини не се користи таа просторија. Тоа сепак, јас мислам, обврска на Судскиот совет и самиот Судски совет увидел дека нема технички предуслови да се одржи главната расправа во оваа просторија на Основниот суд Скопје 1. Што ќе правите сега на следните рочишта? Ќе доаѓате, нема да доаѓате, ќе се обратите до претседателот? Јас немам намера, не знам за другите бранители да доаѓам се додека не се исполнат првенствено предусловот да секој минимум, ние бевме, мислам, многу скромни во барањето, бар за 10 обвинети кои јас ги застапам, јас побарав и се согласив, нормално со консултација со семејствата, да присуствува само еден член. Замислете, само еден член за секој обвинет. Дури тоа не ни беше возможно. Стигнавме до така некако бројка од тројца за 10, што е навистина малку, што значи дека не присуствуваат, според мене. Рекате се закони дека треба, ви објасни дека треба да ја платите, да ги платите трошоците. Колку трошоци станува просто на тоа денонцирано специјално за хеликоптери, донесени се од сите затвори, знаете ли за Тие трошоци нека си ги плати Основниот суд, бидејќи обврска на Основниот суд да ги обезбеди тие предуслови. Не знам зашто ние адвокатите или јас би ги плати. Сите бранители се солидаризираа кон барањето на колегата Насер Рауфи и сите едногласно го поддржуваме. Ние ништо не бараме освен законски да се створат основни предуслови за да може во еден ваков специфичен предмет да се исполни основното начело, а тоа е начелото на фер, правично и јавно судење. Имаше ли место за роднините и дали влегува? До оној момент, до кога Насер укажа на овие работи, роднините не влегува. Ни денеска, ниту еден од родниниве не влезе. До оној момент додека укажа колегата Насер. Дека имало место за десетина, дали е точно? Ние во моментот до излегувањето не ги видовме внатре дека влегува. Како беше минатиот пат, пошто ова е втор пат ние да сме горе во библиотека, исто да се одржува вака судењето. Немаше ли вакви проблеми? Значи, ние укажувавме уште од првиот главен претрес дека треба да се обезбедат минимум фер услови за да присуствуваат и роднините да присуствува, и јавноста да присуствуваат, и сите представници од амбасадите странски во Република Македонија, како и сите невладени кои што сака да присуствуваат. Вие знаете дека ова е јавно судење и дека овде не е затворено за јавност било кој што сака да присуствува. Навистина зачудува фактот зошто после две одржани главни расправи во Врховен суд одеднашка се менува просторијата и во една просторија каде што навистина нема услови првенствено за бранителите и за обвинетите, па за сите останати не се продолжи во Врховниот суд и во големата седница. Што нема да се вратите после паузата сега да преговарате? Значи,
ние се солидаризираме кон барањето на колегата Насер Рауфи, едногласни сме сите бранители и ние додека не се исполнат минимум условите во поглед на обвинетите, роднините, нема да се вратиме назад. Ова не значи бојкот, ова значи само барање на исполнување на законски загарантираните прописи во поглед на условите од страна на Основниот суд Скопје 1 Скопје. И вие, новинарите, и да знае македонската јавност, значи по прекинот на главната расправа по предметот диво населје, се вративме во судницава, не се вратија само двајца колеги, а тие беа од страна на судот казнети, заради тоа што согласно законот демек го нарушувале мирот и редот во судницава. На судот му порачавме денеска, ако на наредното рочиште не се обезбедат услови за нормално одвивање на судскиот процес, тоа значи секој од бранителите да седне до својот обвинет, присуство најмалку на поеден од роднините на обвинетите, како и присуство на новинарите. И вие сте дискриминирани со седењето во една сала и гледањето горе преку монитор на водењето на главната расправа. Значи, имам информации дека и горе само дел од нештата се слушаат, а не до крај, како што минатиот пат беше презентирана и дезинформирана македонската јавност дека улицата Романовски пат, кај што беа сведоците од минатото рочиште, било близу до диво населје. Општа дезинформација, затоа и до вас еден апел да се изборите и вие и ние за објективно и фер судење и фер и објективно информирање на македонската јавност за овој сензибилен и тежок предмет кој се води пред Основниот суд Скопје 1. Основниот суд Скопје 1, односно правниот систем во Република Македонија, е должен да обезбеди услови за фер и коректно судење на овој кривично правен настан кој нажалост е болен за сите во Македонија. Сакам уште една работа да ви кажам, да знае македонската јавност. Ние како бранители во организиран криминал од 2008 година ги бараме нашите права за да во нормални услови работиме, односно се одвиваат судењата пред Основниот суд во одделот за организиран криминал. Почнавме со ЗМИС колку во една сала, сигурно ви е познато на постарите новинари, повозрастните новинари, во сала во Царина, кај што исто така немаше елементарни услови, некако пројде. Значи, доста е со импровизации на услови на судење пред судот Основен во Скопје. Сакаме услови и ќе се солидаризираме со колегиве за паричните казни што беа казнети и наводно трошоците кои се направени за денешното рочиште, судот мора да ги повлече од причина што навистина нема услови за фер и коректно судење на овој, како да кажам, сензибилен предмет кој се води пред Основниот суд Скопје 1. Тоа би имал да ви кажам. Доколку не се исполнат условите? Доколку не се исполнат условите на наредното рочиште нема да присуствува ни еден бранител.